Меѓународната заедница се чини почнува да ги изострува пораките кон ВМРО ДПМН по референдумот за договорот од Преспа. Висок представник на НАТО вчера во Брисел соопшти дека во Алијансата се прашуваат дали ВМРО ДПМН навистина е за членство на земјава во НАТО по заклучокот на органите на партијата дека договорот од Преспа е политички мртов и празно слово на хартија. Можност од прва рака да ја слушне оваа порака од представникот на Алијансата ја имаше колегата Александар Димитриевски, кој што туку се врати од Брисел. Александар, станува збор за новинарски изнудена порака или сепак свесно и јасно пласирана порака од представникот на Алијансата со кој имавте шанса вчера да се сретнете? Помеѓу овие две опции секако за свесно пласирана порака. Порака која што само беше засилена потоа и со став дека не само што НАТО си го поставува тоа прашање, но што се сомнева, туку дека и тие ќе почнат да прашуваат кај најголемата опозицијска партија дали се уште се за интеграција во Алијансата, а исто така и дека земјите членки на Алијансата ќе почнат сигурно да го поставуваат истото прашање. Ти имаше шанса да направиш интервју со генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Гледачите на Алсат имаа шанса да ги видат пораките, а тие се дека ако земјата сака да стане членка на НАТО, патот дотаму води преку целосно спроведување на договорот од Преспа. План Б нема. Тоа беше пораката на генералниот секретар, точно е. Беше директно упатена, значи, и кон власт и кон опозицијата, без да навлегува во тоа кој што треба да направи во процесот. Она што би сакал да го додадам е дека своите ставови генералниот секретар ги кажа во двата дена, во вторникот, во средата и во понеделникот во неговата писмена изјава, но новите информации, односно новиот став на НАТО, односно овој сомнеш кон ВМРО ДПМН се јави после средата вечер, односно одлуката на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Кога ВМРО го прогласи договорот од Преспа за мртов? Токму така, веќе следниот ден очигледно беа сосема свесни за тоа што е кажано и не знам каде би можело сето тоа да води. Тој став беше соопштен во тој момент. Значи не дојде од устата на генералниот секретар, но сосема јасно дека тоа е веќе изградена одлука внатре во Алијанса. Дали е тоа почеток на некаков процес кој што може да води кон меѓународна изолација на оваа партија, ќе видиме во следните денови.